Време за утринската тема на Телма. Во време кога светот се повеќе се прашува каде оди човештвото, а семејствата стануваат лично и глобална дилема, разговараме за бројки кои говорат, но и за емоции кои тешко можеби некој пат се мерат. Меѓутоа, нашата днешна тема е инспирирана од најновиот извештај за состојбата на светското население за 2025, објавен од Фондот за население на Обединетите нации УНФПА. Извештајот открива една, би рекол, тивка, но длабока вистина, дека милиони луѓе широм светот не може да го остварат семејството што го посакуваат за жал, не поради недостиг на љубов или можеби желба, туку поради животни услови и предизвици кои што ги ограничуваат нашите поточно колективните избори. Така што на оваа тема со почитуваната Јованка Брајович Григориевич, аналитичарка на програмата во УНФПА, и јас би рекол дека дефинитивно сте дама и експерт апропо која што може денеска низ бројки, Јованка, зборови, па и една емпатија, некако да ни помогнете подобро да ги разбереме што значи можеби да се биде млад човек во денешниот живот и свет, какви предизвици носи ова современо родителство, тоа го споменавме со Цеци утринава, што можеме како општество, како колектив, како заедница, а и универзално некако да направиме да изградиме иднина за во која луѓето ќе може да живеат, љубат и создаваат семејство и вредно за достоинство и поддршка. Така што добро ни дојдовте. Официјално со последниот извештај за светското население, тоа и ве прашав дека секоја година во овој период веројатно го имате некако извештајот, така што за оваа 2025 некако ги имаме комплетирано бројките. Така, за 2025 го најпрво благодарност за поканата и можноста да поразговараме на оваа тема. Извештајот е објавен пред 2 недели отприлика. Значи, секоја година Фондот за население на Обединетите нации подготвува извештај кој што си го носи насловот состојба на светското население, 25-та, 24-та и така, нели наназад. Меѓутоа, секоја година се одбира одредена тема и покрај прегледот на состојбата, малку повеќе фокус се става на таа конкретна тема. Оваа година темата која што е во фокус е кризата со фертилитетот или што е всушност зад таа криза со фертилитет што се гледа, а тука всушност ставаме фокус на моќта на поединецот, на паровите, да го исполнат она што го нарекуваме аспирација за фертилитет, посакуван фертилитет. Значи, дали, кога, со кого, колку деца ќе се има. Таа одлука длабоко влијае не само на девојката, туку и на паровите, нели, не само на жената што ќе го роди бебето, меѓутоа првенствено на незиниот тек на живот. Ако роди пред време во смисла пред да наполни да достигне биолошка зрелост за раѓање, значи кога е млада, кога е адолесцент, кога телото се уште го нема постигнато тоа ниво на зрелост, да кажам, да ја истера бременоста безбедно и по мајката и по бебето, носи прво здравствен ризик. Значи, девојка што ќе остане бремена и што ќе роди пред да наполни 18 години, ризикот од смрт, од компликации поврзани со бременоста или породувањето е двојно поголем отколку ако е тоа жена која што веќе е во зрелост. Да. Има доживено зрелост. Значи, прво ги имаме тие, да кажам, медицински, здравствени и параметри некои ризици кои што бременоста ги носи. Понатаму, раното раѓање ја става во ризик дали ќе го заврши школувањето, дали ќе биде компетитивна на пазарот на труд, дали ќе остане во некоја можеби врска која што можеби не е сосема срекна и безбедна во таков сетинг да продолжи да живее и да се одгледува тоа дете, меѓутоа поради X фактори се одлучува сепак да се продолжи таа врска. Значи, таа одлука за фертилитетот ќе навлеземе подлабоко, не сакам сега многу веднаш, меѓутоа само како пример го давам дека таа одлука можеби е одлуката која што најмногу влијае на текот на животот на секој поединец, меѓутоа посебно на жената што го раѓа. Би сакал да прашаме ви и од ваша лична призма, кои беа можеби најизненадувачките и најзагрежувачки наоди кои што и произлегува можеби од оваа анализа, бидејќи извештајот колку што со Цеце баш утринава споменавме опфаќа земји од сите континенти, со различни култури и економски системи, и сега дали постои можеби конкретен унифициран заеднички образец, би ве прашал, или причина што ги обединува младите во различни делови светот кога стана збор за одлуката да немаат или да имаат помалку деца? Да. Постои апсолутно, значи она што го дава извештајот
Инаку опфатени се 14 држави. Така е. Можеби некој ќе рече мал број на држави, меѓутоа опфатени се сите континенти и од тие 14 држави фактички покриено е 37% од светското население, кое што е над 8 милиарди, а од тие се над 1,8 милиарди млади луѓе. Тоа е исто нешто што сакам да го истакнам. Прв пат во историјата на човештвото имаме толкава популација на млади луѓе, над 1,8 милиарди, и затоа не само кај нас, туку глобално. Статистички гледано. Да, инвестирањето во младите е инвестиција во просперитет и напредок и за таа заедница на локално ниво, меѓутоа и општо потенцијалот во глобални рамки, колку ќе вложуваме во младите и ќе им овозможиме да ги исполнат желбите, аспирациите и за семејство или за работа, меѓутоа има и други фактори. Животните сонови, така е. Да, она што е присутно секаде е дека голем дел од луѓето не успева да го достигнат посакуваниот фертилитет. Сега ќе кажете, значи можеби некој сака повеќе, можеби некој сака помалку деца од тоа што реално го има. Бројките конкретно еве за Европа ќе споменам. Од европските држави, од тие 14 беа опфатени Италија, Германија, Шведска и Унгарија. Значи, еве, можеби Шведска не сме по менталитет толку слични, меѓутоа Италија тука сме никаде. По сензибилитетот. Јужен народ, да, и во поглед на фамилии, семејства и така. Традиционални можеби некои размислувања. Значи, сите испитаници, кај сите испитаници во сите држави се забележува дека не успеваат да го постигнат посакуваниот број на деца. Во Европа, например, конкретно, посакуваниот број на деца е околу 2 деца. Меѓутоа, реалноста кажува дека е 1,4. 4%. Значи, не е дека луѓето не сакаат да имаат деца. Значи, не успева да го реализираат, да реализираат таа своја желба за семејство, за деца, од X причини. Сега, ние сме тука некаде, кај нас е 1,5, европскиот просек е 1,4, а она што се смета за некој си минимум за обнова, за замена на населението, тој replacement level, е 2,1. И од тука сега државите, гледајќи ги бројките, размислуваат нешто се случува, треба да направиме, и најчесто фокусот е насочен кон тоа, ни требаат повеќе деца. Меѓутоа, гледаме дека луѓето сакаат да имаат деца, не е дека не сакаат. Желбата постои. Исто така има и голем број на, например, 1 од 6 се соочиле во животот со инфертилитет. Значи сакаат деца, меѓутоа не можат. Биолошки не се во состојбата. Да, сега кај тие што ќе се обидат со инвитро со асистирани методи, дел успеваат, меѓутоа повторно можеби над пола ќе успеат, околу 60%, меѓутоа 40% повторно, значи и тие не успеваат да го постигнат посакуваниот фертилитет. Сега ми се наметна прашањето, Јованка, дали може да кажеме дека нискиот фертилитет можеби е повеќе економско-социјален проблем отколку биолошки? Значи, апсолутно станува збор за микс на повеќе фактори, светот се менува, значи никогаш не стоел, нели? Се тече, се менува, така и овој глобален свет што можеби еве во стори некоја побрза динамика и некои промени кои што порано можеби биле изолирани во одреден регион, меѓутоа сега светот е толку поврзан што има реперкусии во глобални рамки. Најголем дел од испитаниците, причината поради која што не успеваат да го постигнат посакуваниот фертилитет, ја посочуваат во социоекономските фактори, во немањето стабилно работно место или несоодветно заработување за да си овозможат домување, да ги покријат основните трошоци, цените растат, трошоците за да одгледате дете 1, 2 и 3 како е дај, нели? Сето тоа чини, да. Сега тоа е само еден аспект и 40% од прилика тука ја лоцираат причината. Дополнително кај 20, од прилика 20% причината е поврзана со здравствени причини. Дали е тоа поврзано со инфертилитет, кој што пак од друга страна е поврзан со сексуално преносливи инфекции, со небезбеден абортус, можеби во минатото и така натака. И понатаму следуваат и други фактори кои што можеби на прв поглед не се толку
ги занемеруваме, меѓутоа сепак испитаниците и во европски студии укажуваат дека не е за занемарување, и тоа што го гледаме и временската прогноза укажува на невообичаено високи температури за јуни. Значи климатските промени и ефектот на климатските промени во смисла на местото на живење, во смисла на достапност на вода за пиење, на услови за производство на храна, значи безбедна храна, не само било како во производство, туку по одредени стандарди кои што се безбедни и за возрастните и за децата. Сите тие аспекти значи влијаат на одлуката да се има дете. Дополнително, несигурноста во глобални рамки, во каков свет треба тоа дете после да расте. Значи тоа се исто фактори кои што младите апсолутно. Значи мислењето. И тоа е добро што има така еден широк поглед на светот и одговорно настапуваат кон родителството. Гледаме дека трендот за раѓање и застапување во брак возраста значи се покачува. И тоа е во континуитет не само кај нас, не само во регионот на Источна Европа, туку и глобално. Има значи интерес да се живее во брачна заедница, сепак не е намалено нивото на интерес. Значи се менува структурата на семејството. Значи има многу, дали е брачна, дали е можеби нерегистрирана заедница, дали е да го семејство со еден родител. Институцијата семејство и брак низ годиниве многу е променета. Значи ова вие рековте и на глобално ниво, но и во Македонија е така и се поголем број на луѓе можеби се одлучуваат и да не живеат официјално, или мислам со документи и со подпис како сте вели, но и се поголем број на млади луѓе се одлучуваат свесно да не станат родители. И тоа е некој тренд кој што е и во светски рамки, е и кај нас. Причините околу тоа, имате ли вака можеби некои кои што можете да ни ги наведете како фактори кои што влијаат во денешно време за младите и воопшто да се одлучат да не станат родители? Затоа што и тоа на глобално ниво ги минува работите. Па Ива, сето ова што го кажував до сега, значи социоекономската, здравствените аспекти, факторите на животната средина се апсолутно тие, да кажам, трите водечки. Основните, Меѓутоа има дополнителни околу структурата на семејствата, споменавте различни, дополнително имаме и родители кои што жени кои што сакаат да имаат дете, кои што немаат партнер, кои што се решаваат сами да го, значи се мокни, финансискиве, овие другиве првиве една-две да речам причини не им се клучни. Да. Значи потребно е сите држави, сега не зборам само кај нас, сите држави потребно да инвестираат во човечкиот капитал, меѓутоа да се инвестира на начин што е во согласност со оние основни принципи почитување на човековите права. Значи, било која во светот се познати разни искуства на стимулативни или дестимулативни мерки за насочување како да се движат стапките на фертилитет, меѓутоа тие гледаме дека немаат ефект. Значи, ако фокусот се стави на зголемување на раѓањата, без да се обрне внимание на другите фактори, значи ефект не може да се очекува. Можеби ќе се роди дете, 1, 2, 3 во некое семејство, меѓутоа семејството ќе се спакува и ќе се замине. Кај што има подобри услови и храна и социоекономски, значи сите овие, меѓутоа и други аспекти кои што се можеби не толку очигледни, а се многу важни. Во смисла поддршка за жената, за семејството, за паровите во одгледувањето на децата. Значи дали имаме ние доволно и соодветни услови, например, работното време на градинките, дали е прилагодено да одговара на потребите на родителите, па и тие што се сами родители, нели треба да го згрижат своето дете додека се на работа. Значи поддршката во смисла на градинки, квалитетни здравствени услуги. Тоа е исто така фактор, дали имате или немате, значи има семејства кои што поради некои комплексни можеби состојби размислуваат и се дополнително оптеретени со други проблеми, други прашања ги мачат. Тие некои нееднакви родовата нееднаквост и нееднаквата распределеност на улогите во семејството, во домот, грижата околу старите лица, околу други можеби некои болни членови на семејството кои што имаат потреба од поддршка, бројките покажуваат дека најчесто паѓаат на терет на жената. 2,5 пати повеќе троши време жената на неплатена работа отколку мажот. Значи не можеме да замижиме пред тие бројки и тоа се фактори кои што влијаат и на таа одлука. Дали можеме за балканскиот менталитет и за нашата земја си го дали можам уште едно дете да си дозволам и да имам време и за себе, и за работа, и за тоа дете, и за членови од семејството, или ќе останеме со едно дете? Ова се извештаи кои што се на светско ниво. Можеме да зборуваме малку поконкретно за нашата
земја? Расте бројот на новородени дечиња од година во година или имаме некоја стагнација или можеби некаков регрес? Па немаме, за жал, сега се е тоа сплет на околности, на фактори кои што треба да се следат и за кои што треба да се креираат соодветни мерки. Значи, статистиката која ја гледаме, бројот на раѓања од година во година се намалува. Гледаме разни истражувања и бројките од пописот и други статистики укажуваат дека голем дел од населението се сели привремено, трајно, значи сите познаваме и за сезонска работа, нели, пријатели имаме познаници, знаеме некого, мислам дека сите знаеме барем некого што сезонски оди на работа. Значи тоа светот е многу динамичен и луѓето се движат во потрага по подобри услови, подобро образование, подобро здравство. И тоа е сосема нормално и никој не може да биде, значи никој никого не може да го сопре нели во тој обид. Меѓутоа, тоа што го гледаме кај нас, бројките што прашавте дека паѓаат, тоа е фактички феномен во целиот регион на Источна Европа. Не е ништо специфично за нашата држава или уникатен феномен што тука се следи. Не. Значи, во светски рамки, брзината со која што светското население расте, веќе опаѓа. Значи, од 7 до 8 милиарди може би треба 11-12 години, меѓутоа таа брзина и тоа темпо не треба да биде загрижувачко, затоа што ресурси има за сите, потребно е да се инвестира во луѓето и во следење на податоците. Значи, податоците во смисла миграции, движење, каде имаме млади, каде имаме постари лица, каков тип на услуги се потребни за да се креираат соодветни услуги за потребите на тие, значи луѓето да се во центарот на работата на интервенциите на институциите. Едно време имавме и стимулација нели за трето дете во Македонија, тоа во една соседна Србија многу добро функционира, кај нас веројатно малку се разнишани работите и тоа ги дестимулира можеби младите луѓе да се одлучат за повеќе детно семејство. Искрено не сум проверила точно какви се ефектите за во Србија, не би можела да коментирам за тој дел. Претходно спомена во глобални рамки разни искуства се следени, меѓутоа ни тие што се насочени кон стимулирање, ни тие што се насочени кон дестимулирање на растот на население, на долги патеки, на долги патеки, значи тоа може да биде краткотрајна. Меѓутоа како што кажав, еби да се родат, ако другите услови не се исполнети, ако немаат каде да живеат, значи вие ќе го видите како бројка пораст, таа година следната за 2-3-5, меѓутоа на долги патеки општеството, државата не може да смета дека таа мерка можеби не знам каков ефект дала. Мора да се задоволат останатите аспекти. А не се тие малку. Не се малку, да. Малку читав и околу темата вчера дека дел од испитаниците изразиле да речеме нели загриженост конкретно за едината во светот. Ги споминавте од климатските фактори, политичките. Загадувањето, апсолутно, и кај нас е тоа феномен. Значи луѓе одбираат каде ќе живеат, дали ќе живеем во Скопје во центар или ќе одам некаде на периферија. И покрај добрите економски услови, да речеме за некој брачен пар, заедница, колектив, не е битно тоа, зборам дека апсолутно мигрираат токму заради оваа состојба. Инаку, веројатно стравот од едината станува можеби причина да се избегне по некој пат родителството. Инаку, нема да погрешам ако кажам дека извештајот негде посочи и недостаток на соодветни партнери, како пречка можеби. Како можеби вие го толкувате овој податок и дали говориме за една емотивна несигурност можеби, несакано за образување или општествена изолација? И конкретно гледав пред некој период една британска емисија конкретно за дигиталниот начин или на живење, како модерните апликации за запознавање имаат улога од тоа потешко младите да формираат стабилни корпуси на семејства. И тоа би ве прашала како подпрашање. Знаете како немањето на партнер за некого може би е причина, но не за секого. Значи, познаваме многу жени кои што се решиле да се видат самохрани мајки, сака да се изградат партнерот не е фактор. Значи за некого е фактор, за некого не. Не можеме да извлечеме еден заклучок кој што би бил генерален за сите. Секој случај е поединечен. Секој од 8 милиарди жители на планетава живее во различен контекст, во различни услови,
во различни социоекономски, Географија различна, така па и културолошки аспекти кои што влијаат на да. Значи дигиталниот начин на живот носи големи мислам комуницирањето и сето тоа носи големи предности кај младите, посебно кај младите, во смисла на можноста да се запознаваат, да границата веќе физичка ништо не значи, нели, во дигиталниот свет се е полесно достапно. Меѓутоа исто така влија и на оние меки вештини и гледаме и во глобални рамки дека дури и просекот на, не знам, настапување во сексуална активност некако се поместува малку. Можеби, јас би рекла, тука има влијание и образованието, затоа што таму каде што имаме сексуално образование во училиштата, каде што младите имаат можност да научат, да препознаат, например, знаци на злоупотреба, на љубомора, на насилство во една врска. Што е здрава врска, што не е здрава врска, па порано да реагираш и да се стави граница, нели, на таквите релации што претходно можеби поминувале како не ми дава да се дружам, да се гледам со другарките, многу ме сака. И так, нели. Добро што ве стакна, никој пат последниве години не се истакна можеби тоа низ како една дебата, особено можеби во образовниот систем да се воведе темата за сексуално образование. Па и присутно со тоа што постепено се оди. Јас верувам дека има слух, дека има разбирање кај надлежните институции, направени се одредени напори, значи имаше пилотирање на сексуално образование. Резултатите од пилотирањето беа споделени, се изготви стратегија, значи понатаму ќе се работи на таа тема, посебно што гледаме од разни извори на податоци, студии и така натака, кои што третираат разни аспекти од здравјето и добросостојбата на младите, гледаме дека треба да се работи, посебно на примериве на насилство кај млади, спречување на насилство, градење на доверба, зајакнување на младите. Сите овие тргнавме од дигитализација, нели, со младите, меѓутоа образованието сакам да го истакнам исто како клучен момент за градење на здрави личности кои што ќе можат да проценат и свесно да носат информирани одлуки во поглед на нивното здравје, на нивното тело и на понатамошниот каков тек на животот сакаат за себе и за своето семејство. Го гледам часовникот, знам дека имате следен состанок веднаш, меѓутоа уште едно прашање ќе ми дозволите. Каква улога игра gender equality или родовата еднаквост, и чинам дека УНФПА особено некако ја оценува како една клучна компонента можеби во решавањето на самата криза. Да, апсолутно. Значи родовата еднаквост ни е клучен предуслов. Значи жените се 50% од светското население. Ако немаме еднаквост помеѓу 50 и 50, останатите 50 и сите оние варијации помеѓу во тие проценти, значи не можеме да зборуваме за просперитет. Ние секогаш велиме beyond the numbers, да гледаме што има зад бројките, не само бројката како чиста статистика. Секој еден е различен поединец, различен живот, партнер, избор и така натака. И фокусот на државите треба да биде во креирање на општество кое што ќе нуди социоекономска стабилност, кое што ќе нуди просперитет, безбедност, да се чувствуваат безбедни, и на тој начин вие ги зајакнувате, им давате моќ да го реализираат тоа што го гледаат како собствен желба, потенцијал и посакувано семејство, дете, 1, 2, 3, кој како сака. Само што ова сакав да кажам, од 50-тите, ако било во просек 5 деца по жена да раѓаат. Да, и тоа пишуваше во извештаите. Сега веќе е на 2,5. Значи, пак ќе речам, не е ова појава само кај нас. Ова е глобален феномен кој што бара од владите само да се следи и да се реагира на начин кој што ќе овозможи да ги постигнеме овие посакувани услови за развој. Благодариме. Сигурно имаше многу уште прашања, меѓутоа ќе оставиме секако за едно следно наше повторно отворање на оваа тема. Апропо извештаот за светското население, и благодариме за присуството во тоа. Благодарам за поканата.